Почитувани браќа и сестри македонци, почитувани дами и господа, добре дојдовте на свечената академија посветена на годишнината од раѓањето на големиот цар Александар III Македонски. Денес е голем ден. Македонците по род и државјанство од сите делови на Македонија во светот и татковината одбележуваат 2381 години од реаѓањето на големиот цар Александар III Македонски на 22 јули 356 година пред нашата ера. Александар III Македонски е дел од културно-историското наследство на македонскиот народ и затоа честа која ни припаѓа нам македонците да се сеќаваме на неговиот живот и дело и никогаш да не заборавиме. Културата и историјата на Македонија не може да ја третираме сепаратно и парцијално, туку универзално и интегрално во континуитет од предновата ера до денес и натаму. Се разбира, културата и историјата на империјата Македонија не може да се субституираат во границите на Републиката Македонија. Затоа и покрај тоа што сме единствен носител на државното име Македонија во светот, а знаејќи дека сите сме биле делови на исти империи на овие простори, и сите носиме исто или слично културно-историско наследство, ние, македонците, макар и еднострано, велиме. Културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, во чие што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата, од аспект на актуелната геополитика, дури и независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Впрочем, големината на една цивилизација е во универзалноста на незините вредности. А универзални вредности на македонската цивилизација на која сите заедно припаѓаме се мирот и љубовта, наспроти војната и омразата, толеранцијата и коегзистенцијата наспроти дискриминацијата и сегрегацијата, и културниот глобализам кој што подразбира интеграција со афирмација на помесните етноси, јазици, религии и култури, наспроти корпоративниот глобализам кој поаѓајќи од профитните интереси на мултинационалните корпорации, врши интеграција со асимилација на помесните етноси, јазици, религии и култури, се до нивна физичка ликвидација од земјината топка. За жал, британскиот империализам и европскиот колониализам за последните неколку стотини години избришаа стотици етноси, јазици, религии и култури од земјината топка. Ние придодаваме, ако сите претендираме на исти датуми настани личности, тоа не треба да биде причина за војна, омраза и одмазда, туку повод за мир и љубов, меѓусебно разбирање и почитување. Иако, за волја на вистината, сите војни на Македонскиот полуостров, почнувајќи од Балканските војни 1912-1913, не се производ на домородните народи, туку на интересите на големите сили за своји сфери на влијание на овие простори по принципот раздели па владеј до Балканот како буре барут. Светскиот македонски конгрес на 25-тото генерално собрание, одржано на 9 август 2015 година, донесе резолуција за чествување на раѓањето на големиот цар Александар III Македонски заради негов вечен помен и спомен во возобновената македонска држава на 2 август 1944 година и меѓу македонците во светот. Светскиот македонски конгрес и Сдруженијето Антички македонци од Богданци уште во 1990 година заедно доставија писмено барање до тогашното собрание на градот Скопје за изградба на огромен споменик на Александар III Македонски врз неговиот коњ Букефал на постамент во фонтана со 16 лавови на централниот плоштад Македонија во престолниот град Скопје. Благодарност до Сдруженијето Антички македонци од Богданци за иницијативата и упорност. Радува, срекни сме и горди што после 21 година од 1990-та на 21 јуни 2011 година на постаментот во фонтаната на плоштадот Македонија во престолнината Скопје, во присуство на тогашниот градоначелник Оце Трајановски и авторката на идејниот проект Валентина Стефановска, а со помош на Министерството за култура и владата на Македонија, се постави споменикот на големиот цар на Македонија Александар III Македонски на неговиот коњ Букефал.
Македонците не се виновни што Советот на Атина донесе одлука за поставување на споменик на Александар III Македонски дури на 18 април 2019 година на аголот на улиците Амалија и Василисис, претходно 2 децени чуван во Вајарско депо. Радува што барем им текна на нивниот хегемон. За жал, само по неколку дена од откривањето, споменикот беше вандализиран од грци со пароли испишани на споменикот дека Александар бил крвник. Во името на Светскиот македонски конгрес упатувам искрена благодарност и до сите кои досега го удостоија раѓањето на Александар III Македонски со чествувањата во 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година на плоштадот Македонија пред фонтаната во која што е неговиот споменик. Жали ме што споменикот несреќно именуван како воин на коин поради агресијата од владата во Атина и сервилноста на последната марионетска влада во Македонија. Но денес повеќе не постојат причини таа состојба да продолжи безимено и понатаму. Затоа Светскиот македонски конгрес врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, во кои спаѓаат и фонтаните, на 7 јули 2016 година до Советот на градот Скопје поднесе иницијатива за донесување на одлука за определување Александар III Македонски за име на фонтаната со Конјаник на плоштадот Македонија во Скопје со предлог на одлука. Предлог одлуката повторно ја доставивме до Советот на градот Скопје на 17 јули 2017 година и повторно до Советот на градот Скопје ќе ја доставиме јутре на 22 јули 2025 година. Со одлука и формално треба да се заокружи именувањето на просторот од двете страни на реката Вардар, што ги врзува камениот мост, споменикот на големиот цар Александар III Македонски од десната страна и споменикот на татко му големиот цар Филип II Македонски и споменикот на мајка му царицата Олимпија од левата страна на реката Вардар. Името Александар III Македонски е во пописот и описот на имињата на улиците, плоштадите, мостовите и на другите инфраструктурни објекти на градот Скопје. Очекуваме Советот на градот Скопје да ја донесе одлуката бидејќи никого не дискриминира или дискредитира, а радоста ќе ја споделиме сите заедно, сите македонци и почитувачи на неговото име и дело во сите делови на Македонија, во светот и во татковината. Затоа секогаш кога ќе погледнеме во центарот на плоштадот Македонија, во метрополата на државата Македонија, споменикот на големиот цар Александар III Македонски нека не потсети дека оваа држава се вика Македонија, ние сме македонци, нашиот јазик е македонскиот, така било, така и ќе остане. Остануваме горди македонци и достојно ќе го браниме и одбраниме името на татковината Македонија и идентитетот на народот, односно нацијата македонска. Голема благодарност на покојниот професор доктор Ташко Белчев, кои се неговите бројни дела ги постави темелите во науката за древната историја на Македонија, македонски славист, палеолингвист, професор и научник од областа на древната македонска цивилизација, писменост и култура. Голема благодарност и до покојниот Паскал Камбуровски, кој беше председател на одборот за чествување на Александар III Македонски при Светскиот македонски конгрес. Паскал Камбуровски напише 2 книги за Александар Македонски. Автор е на книгата Гробот на Александар Македонски, напишана како роман, лесна за читање, со голем број на историски податоци за времето на Александар и по неговата смрт. Во книгата е дадено едно негово видување и размислување за создавањето на античката македонска држава, за посебноста на македонскиот народ и македонскиот јазик, за обичаите и традициите на античките македонци. Слава им и вечна им памјат и на Белчев и на Камбуровски. Ви благодарам на вниманието. Ја поканувам Билјана Челик со куса историја за животот и делото на Александар III Македонски. Повелете. Почитувани браќа и сестри македонци, големиот македонски император Александар III Македонски, син на великиот цар Филип II Македонски и на царицата Олимпија, ученик на Аристотел Македонецот, роден е пред 2381 година на 22 јули 356 година пред новата ера во македонската престолнина Пела. Со неговите 33 години живот остави длабоки траги во историјата на човековата цивилизација. Со своите походи,
на кои неговата војска за 8,5 години помина 18.000 километри, создаде империја каква што до ден денешен не постоела во пространството, ниту пред него, ниту по него. Великиот цар Александар III Македонски, крал на Македонија и хегемон на елините, крал на Вавилон и фараон на Египет, цар на Персија и крал на ариесците, е најголемиот император во светската историја. Тој е единствениот војсководец на сите времења кој своите војски, непобедливите фаланги, ги подигна на невидени воено-научно-истражувачки походи. Иако сакал да го открие почетокот на раѓањето на Сонцето, а со тоа и почетокот на светот, секаде каде што поминал истражувал, проучувал, градел и носел напредок. На моменти со сила, на моменти со сесебно прифаќање од оние кои сакале и успеале да погледнат подалеку во иднината. Великиот цар Александар III Македонски најмногу од се сакал да се одликува со севкупно знаење, а не со власта која му припаѓала. Со себе го донел најголемиот процут на науката, просветата, културата и слободумната мисла. Иако неговиот живот траел околу 33 години, а неговото владење помалку од 14 години, оставил огромно наследство во целиот прогресивен свет, поради што многу други светски императори го имитирале. Неговите воени стратегии и потфати и денес се темел на изучување на светската воена доктрина. Неговите истражувања во сите науки се база на научната мисла воопшто. Неговото сваќање за духовната сила и моќта на самосвесноста на секој човек се основа за сите денешни религии, а најмногу од се неговиот поглед на микро и макрокосмосот е фундаментот на човечки подадена рака кон секој која сака и почитува планетата Земја. Следбеник на Херакле и Ахил во силата и храброста, поклоник на Зевс и Амон во верата и љубовта, жртвеник на Ад и Селена во издржливоста и истрајноста, деселник на Дионис и Баху во хармонијата на звукот, поет на Хомер во топлината на зборот, тој бил и ќе остане символ на човековата возвишена светост. Тој го отворил патот на новата цивилизација и од потокот остави само бледо сеќавање за она што значи неукос и дивјаштво, за да го одбележи почетокот на новото раѓање на новиот милениум. Именуван да биде бранител на човечкиот род пред нескротливата природа, до ден денес остана неповторлив патокът за сите, свртен кон сонцето и храбар како лав, кој најмногу од се ја почитува вистината. Упокоена е на 10 спроти 11 јуни 323 година пред новата ера во Вавилон. Неговата гробница остана енигма до денес. Повод е на бројни преданија и локации. Македонците веруваат дека царот над царевите е погребан во границите на Република Македонија, како и неговиот татко, великиот цар Филип II Македонски. Божја волја е, кога некрополите ќе бидат обелоденети и отворени, светот да ја види вистината за македонците и за Македонија. Вечна му слава и памјат на големиот цар на царевите Александар III Македонски, кој духовно не обединува нас македонците, каде да сме низ целиот слободолюбив свет на планетата Земја. Амин. И благодариме на господја Билјана Челик. Го поканувам господин Дардан Венецки со слово за животот и делото на Александар III Македонски. Благодарам, Тодоре. Браќа и сестри македонци, почитувани пријатели, се собравме овде да се подсетиме на ликот и делото благодарение на Светскиот македонски конгрес и Тодор Петров, кои се едни од ретките, да не речеме единствени, кои што се уште него заборавија. Александар е
врвот меѓу великаните. За него се напишани дузина романи, дузина историски читанки, преведени на сите светски јазици. Не постои личност во историјата за која повеќе е пишувано, можеби само за Исус и за Библијата. Има 5 основни биографии и сите се од Александрија, што е сосем разбирливо. Тоа бил центар на науката, културата, просветата и така натаму. Меѓутоа, од Авион се забележува дека она што го запишале античките автори е диаметрално спротивно од она што денес го пишуваат современите автори. Се тргува со неговиот лик и дело, се шират брутални лаги за кои што ќе зборуваме вечерва овде. И ако не беа автохтонистите, така наречените самостојни истражувачи, и ние денес не ќе можевме да ја знаеме вистината за овој великан на македонската и светската историја. Да видиме кој е неговиот родослов и која е неговата етничка припадност. Зашто почињам со ова? Ако земете било која историска читанка во светот, па еве во поново време и кај нас, секаде е представен како грк. Човек која ширил грчката цивилизација, култура и писменост. Но дали е така? Така велат современиците. Пред се западните, за жал, и некои наши историчари, секоја чест на исклучоци, морам да ги спомнам и нив, иначе повеќето треба да се застрамат ако ги слушнат, кој ќе ги слушнат овие факти, кои што јас вечерва сакам да ги изнесам за него, за неговата етничка припадност, за неговиот лик и дело. Роден е, како што кажа Билјана, да не се повторувам, во градниот град на Македонија, јас го викам Бела, иако сегде е запишан како Пела, тоа е поради тоа што во Куине, тоа што е лингва франка повеќе од 1000 години, нема буква Б, па секојаш се пишува она што е најблиската по звучност. Името го носи, морам да кажам, по прекарот на тројанскиот принц Парис. Етимологијата на неговото дело многу добро има објаснето тоа Аполодор во историската библиотека, кој ќе разложите на 3 дела: Ал, Сан или Син, Дар. И слоговно, кога читате од десно на лево, ќе видите тоа е дар на Синот Божи, или во слободен превод Божи дар, или уште поедноставно Божи дар. Нема дилеми дека е македонец. Во сите антички извори, кај сите антички автори е забележан како Александар Македонски, Александар Македонецот или Александар од Македонија. По доаѓањето на римјаните му се става и додавката Велики, затоа што е еден од најголемите великани на светската историја, а од 19. век се брише македонски и останува само Александар Велики. Разбирливо е, тоа истото денес се прави и со нас македонците. Нигде нема да видите во кај античките автори Александар Атинјанинот, Александар Грчки, Александар Хеленски. Тако нешто нема. Едноставно бил македонец. Ако кажат Грк треба да, ако имаат доблес и ако навистина се бават со наука, треба да кажат од каде е. Меѓутоа тој е од Македонија. Грците немаат држава, има полудржавни творби, така наречени полиси, за разлика од македонците кои создадоа првата држава со сите државни атрибути на европскиот континент. Потатко е Хераклит, што значи потомок на Херакле, еден од најголемите јунаци во древниот свет, за кого што никој друг, него еден од најголемите авторитети, Хомер, ќе запише дека е роден во Теба, но не во она Теба, северозападно Атина, од Атина, која што Хомер ја нарекува Долна Теба,
туку Хомер вели во својата 14-та песна, кој ја има дома, нека провери 321 до 325 стих, ќе види дека е роден во Теба во подножјето на Плакенска планина, а тоа е планината на Дохвит и Требениште. Простете, но јас друга планина со ова има во светот, не знам, ако некој знае, нека каже. Помајка е од Епир, потомок на најголемиот јунак од Тројанската војна, Ахил. За него Хомер не вели дека е грк, иако тоа денеска сета светска историја го тврди. Меѓутоа, без докази. Хомер вели во втората песна, кога ќе почне да читате од 681 стих, ќе видите дека е тој пелазгиец, води пелазги со себе. Не грци. А знаеме кои се пелазгите? Пелазгите се староседелците во основа на тој пелазгиски свет на овие простори се Македонија и македонците. За него Јован Малала, кој што живеел 5-6 век, 491 до 578 година, директно ќе запише Ахил Македонецот. Еве ги македонските корени на Александар и по татко и по мајка. Да видиме нешто од се по нешто сакам да одберам, да не се повторувам со колегите. Од наобразба бил сестрано на наобразован. Негови учители биле најучените луѓе во тоа време. Лисимах, Леонида и најпознатиот Аристотел, најголемиот во стариот век. Некој, него сите денес го представуваат како грк. Иако грчка држава во антиката, реков, никош немало, ова грк, кога го слушате од мене, гледајте ги наводниците. Сметете дека е секогаш во наводници. Атињаните Аристотел го нарекува окупаторски филозоф или генерал на Александровата војска, син на Никомак, кралски лекар на македонскиот кралски двор, каде што 3 генерации директни предци на Аристотел се лекари на тој царски двор. Како може тогаш тој да биде грк? Роден е во Стагира, македонски град на Беломорското крајбрежје. И ова сето можеме да го чуеме и да го видиме од Плутарх. Бил, велам, сестрано наобразован. Пред се во војните вештини, затоа што тој бил и најголемиот војсководец, единствениот непобеден во историјата. Меѓутоа учел и етика и политика, а од Аристотел бил воведен, длабоко бил воведен и во медицината. Но она што никој не го зборува, кој што јас сакам вечерва да го кажам, изворно запишано кај Плутарх, дека покрај овие работи Александар бил упатен и во тајните учења и тајните знаења, познати како акроматички или епоптички. Плутарх во неговиот во својот животопис за Александар Македонски, така и му е насловот на книгата Александар Македонски, го објавил писмото упатено од Александар до Аристотел. Кога веќе Александар бил во Азија, разбрал дека Аристотел објавил некоја книга зове ја тајни учења и знаења, и како еден вид прекор и го прашална форма, му се обраќа на Аристотела со зборовите, си напишал нешто, си ги оддал акроматичките списи, акроматичките знаења. Со што вели, го цитирам, со што ние македонците ќе се разликуваме од другите луѓе, ако највозвишените знаења им ги направиме достапни. Јас, вели Александар, повеќе би сакал да се гордам и да се на тие возвишени знаења отколку на мојата мој. За да го смири, Аристотел му одговора, сум оддал толку колку што е во функција на напишувањето, но не може да се користи во учебници и во наука, а може да го разберат само оние кои се посветени во овие науки. Гледајте сега, целиот свет не прави неписмени, сме користеле грчки јазик, грчко писмо, грчка култура, цивилизација, а македонците биле творци на тајните знаења и учења кои што ги криеле од другите народи, вклучително и од
грците во наводници. Ајде да видиме кој јазик и писмо го користел Александар. Светската, и особено јас сум луд, забележувам на домашната наука, која вели од древниот македонски јазик останале само 150 глоси со непознато потекло, па не можеме да направиме реконструкција да кажеме кој јазик го зборувале античките македонци. Така вели официјалната наука, за жал и нашето МАНУ и нашите институти и катедри по античка историја. Меѓутоа, за среќа тука се алтернативците. Па открија дека Константин Циулка, грк, 1907 година, во Атина објавува речник на 4000 славофони зборови за кои што тврди дека се од античкиот грчки јазик, од кој 1260 од Хомеровите епови. Внимавајте, 4000 славофони зборови. Па знае ли некој во Африка држава и народ кој што го зборува нашиот јазик? Така наречените грци, данајците и египјаните дојдени се од Египет. Децидно е пишано во трагедијата на Есхил при Бегархи. Како може тоа тој да биде грчки јазик? Со време е сега. Това е кај македонците. Меѓутоа не е само Цулкас ке изумев. Тука е и Љубен Стојановски од Битола, кој што во кој речникот откри преку 2000 зборови кои што и денес ги користиме во јазикот. Тука е почитуваниот професор доктор Тачко Белчев, професор на Краковски и на Скопски универзитет, најголемиот познавач за античката македонска историја, да не го повторувам, Тодор Петров, кој што до МАНУ пред повеќе од 30 години достави елаборат со собрани 900 зборови на епиграфски споменици кои денес ги користиме во јазикот. За жал, МАНУ го игнорира. До ден денес одговор нема и се уште стои на ставот дека ние од античките македонци имаме само прочувано само 150 глоси според кои не може да се реконструира нашиот јазик. Меѓутоа, во војската и администрацијата повторно нашава наука и светската вели се користел грчкиот јазик. Дали е навистина така? Овде очигледно се мисли на коинето, првиот есперанто јазик, познат и како јазик на трговијата, мешавина од повеќе десетици јазици, кој што Александар го вовел како службени во војската и администрацијата за никој да се чувствува подчинен. Секој дома си го зборувал својот мајчин јазик, а во војската и администрацијата се користел првиот есперанто јазик познат како коине. Тој не е грчки и никако не може да биде. Еве зашто. Единствен и најцитиран автор кој се зборува за јазикот на античките македонци е Квинти Куртиј Руф во неговото дело посветено на великанот за кој што ние денес овде сме се собрали. Куртиј Руф го цитира настанот судењето на Филота на кого му се суди за предавство, на кој е присутен и самиот Александар, и кој што зборовите на тоа судење почнува со зборовите, обраќајќи му се на Филота, суден за предавство, вели, денес тебе ти судат македонците, на кој јазик им се обратиш? А Филота одговара на јазикот кој ти неедомна го воведе. Револтиран Александар станува да го напушти судењето со зборовите, гледате, се оттугил и се срамува од татковиот јазик. Откако искача продолжува Филота со зборовите, мене ме обвинува дека сум се откажал од татковиот јазик, а тој неодамна воведе еден туѓ неразбирлив јазик кој сега треба да го учат и победниците и победените. Внимавајте, значи јазикот коине, кој што бил во службена употреба
во таа империја е јазик кој бил туѓ и за победниците и за победените. Дали вие од ова разбирате дека е грчки? Друг доказ нема. Победници се македонците, тие ги добија сите битки. Победените сите останати. Од Атина, Спарта, Коринт, Теве па до Индија. Значи, и едните и другите морале да го учат. Значи, не бил ниту македонски, ниту него грчки, туку првиот кој не есперанто јазик, кој што го закони Александар, како стана лингва франка, како висок стандард го прифати Рим, па го прифати и вториот Рим. Повеќе од 1000 години ќе биде еден од службените јазици во овие империи што ги набраат. Како доказ дека не е грчки, ќе го спомнеме и каменот на резата, овде ќе ги имаме неколку следберици на професорот Аристотел Тентов и Пошевски, големи познавачи на оваа материја. Се надевам нема да грешам, нека ми исправат ако направам, ако нешто погрешам. Во кое што каменот од резета е декрет на Птоломеите. Такви декрети има стотици во Египет, сите се напишани на 3 јазика и 3 писма. Египетските хиероглифи, старомакедонскиот и коинето, за кое што славниот Шамполион, кој што го дешифрираше првиот текст, па некој му шепна да запре, во едно од писма до пријателите, педантите германци го објавиле во книга, вели Шамполион, првиот текст се египетски хиероглифи, вториот текст на каменот од резета се старом македонски јазик и писмо, а третиот е ново македонски. Затоа што Александар, тој што го воведе како службен јазик и се прошири низ целиот познат тогашен свет. Сепак, најголем доказ и најголем срам за грчката, светската и нашата домашна наука е кога тврдат дека е тоа грчки јазик. А лагата ги откриваат фактите, а тие се дека данајците и љубјаните се луѓе со најсиромашен јазик. Дојда од Египет со 14 гласа, значи им треба 14 букви, Паламит и Симонит им додадаа уште по 2, во класичниот период стигна до 18 гласа. Им треба 18 букви. Но коинето, кој светот вели дека е грчки, има 24 букви. Што правиме со тие 6 сега? Без срам и перде. За еден глас и прогласија 3 за еден глас и прогласија 3 букви. Ита, јота и ипсилон. Сите тие се и. За еден глас 3 букви омега и омикрон. За еден глас т 2 букви тита и тау. И 2 двогласи кс и пс. Што ќе им се овие двогласи кои имаат к, с и п, со кои што можат да запишат све. Ово е брутална лага што никој не сака бега. Јас ги поставам прашање пред нашите научници, особено кога бев во телевизија Сонце, одговор до ден денеска нема. И најголемиот срам, и најголемиот безобразлук дојдоа со својот јазик на данајците и египјаните од Египет, тој е класичниот грчки. Меѓутоа на него нема ништо запишано. Бидејќи се е запишано на коине, и коинето го прогласија грчки. Па покрај класичниот грчки ние имаме и коине грчки јазик и писмо. Меѓутоа Хомер или Омир не пишувал ниту на класичен грчки, ниту на коине грчки, туку на еден трет јазик. Што мислите, на кој? Аполор вели на јазикот на бригите, најбројното македонско племе, според античките извори, а Диодор од Сицилија вели пронапит учител на Хомер пишувал со првите врежани знаци на пелазгите и јазикот пелазгиски. Па со кој јазик и писмо го научил својот ученик Омира, кој посред сите историски читанки е од Северна Грција. А Северна Грција знаеме која е и што е. Малку им беше тоа, тој страм, затоа што јазикот е основно обележен на секој еден народ, ако има 2 јазика, тоа се 2 народа, поушто е дадодова и демотики, тоа е народниот говор, па Катеверуса пречистениот и од 20 век направива нова реформа и денес зборуваат реформиран кој не него грчки јазик.
што правиме со културата и цивилизацијата што ја ширеше Александар. Тој го освои сиот познат свет од овде до Индија. За жал, периодизацијата на историските периоди иде предримски период, хеленистички и римски. Периодот од 334 година од почетокот на походот на Александар до последната владетелка на Египет Клеопатра и последните владетели во Сирија, Селевкидите 27 година, тој е хеленистички период. Најславниот период кога македонците 300 години владеева со сиот познат свет на 3 континента, тие го прогласија за хеленистички. Јас имав неколку полемики со професорката Нада Проева, најголем промотор на хеленизмот и хеленистичката култура, преку екраните на телевизија Сонце, еви тука се им благодариме што се дојдени, и преку страниците на Нова Македонија, таа ги обвинуваше сите оние алтернативни истражувачи дека не ја разбираат работата, па не разбираат што е хеленистички период и затоа критикуваат. Вели хеленистички период, хеленистичка култура е мешавина од македонска, египетска и хеленска култура и затоа е таа хеленистичка култура. Јас директно по име и презиме ја прозвав и одговорив и понудив. Одберете 20 најголеми цивилизацијски достигања во антиката по ваш избор. Од писмото, од Хомеровите епови, првите музеи, библиотеки, театри, музичка скала, првите градители, архитекти, севкупната митологија и што сакате не по ваш избор и најдете барем еден антички автор кој овие цивилизацијски достигања ги припишува на Атина, Коринт, Теба. Одговор нема ни тогаш, ни сега, иако 20 години безброј пати сум го поставил ова прашање. Што ќе ти одговарат? Античките автори сите овие цивилизацијски достигања ги припишуваат на барбарите кои што живеева на север од овие полиси. А знаеме кои се тие. Како можеме да зборуваме ние за грчка култура како основа на европската? Најголемиот атински авторитет е Тукидид и неговата книга Пелопонеските војни. Тој таму има запишано за данајците и египените дека се дојдени како пирати. Внимавајте, истото го пишува и Роберт Фаселер во неговата книга Атина, мислам, Грција во времето на Перикле, значи најславниот период го фаќа. Што истото и тие, дојдени се како пирати, за нив било срамно и недостоинствено да работат. Внимавајте, срамно и недостоинствено да работат. Не само што не се срамеле што се пирати, се гордееле со тоа. Дури и првенците на Атина се бавеле со пиратство. Затоа нивниот символ е буфот, символ на мрак и темнината, а нашиот е сонцето. Знаеме што символизира тоа, не е тоа време сега. Погледнете ги описите на Атина од античките патеписи. Нема поплочени и осветлени улици, улиците широки колку да се размират 2 магариња, нема водовод, нема канализација, колери, болести и што уште не. А како е по македонските градови? Највидните да ги земеме Александрија, Бела, да го земеме Дион, Антиохија, кои што ги градеа македонците. А вени и по 60 метра осветлени улици, како што велат авторите, игла да се удене навечер. Со фонтани, музеи, библиотеки, театри, по 2 водовода, еден за топла вода, еден за питка вода, по 2 канализации за фекална и атмосферска и да не набројува. Каде е културата на цивилизацијата? Може ли некој да ги прескокне овие факти и да каже дека европската цивилизација се темели на пиратите од Атина, Теба и Коринт? Тоа е срамота што се прави со нас. Ја не им замерам толку на Западов, колку на нашиве, кои сето ова бесрамно го прифаќаат и го спроведуваат. Уште еднаш ќе кажам секоја чест на поединци. Меѓу бруталните лаги што се шират за неговиот лик и дело дека бил
насилник, силежија, брутален убиец и освојувач. Меѓутоа, античките негови биографии не велат така. Ќе почнам од Гордиевиот јазов. На сите ви е позната легендата за Гордиевиот јазов во Горди, во Мала Азија, град кој ги градиле бегалците од македонците, од фригите, таму се нарекуваат фриги. По Горди е наречен синот на Мида. Легендата кажува дека кој ќе го одврзе Гордиевиот јазов на колата која се чувала таму во некои простори, кој ќе го одврзе јазовот, тој ќе освои цела Азија. И сега земете цела светска навика, па и нашава вели силеджијата Александар дошол со меч преку трупа и ја освоил Азија. Меѓутоа, што вели најголемиот авторитет Плутарх во неговиот животопис за Александар, повикувајќи се на Аристотел од Александрија, кој што бил сведок на настанот, учесник во тој поход. Тој вели, ја знаел дека е македонска кола, само го извадил клинот од рудата, се појавил крајот од јазлот со кој што била зацврстена рудата и го одврзал. Погледнете, сите велат, тој бил се поистоветувал со Ахил, најголемиот јунак. Меѓутоа, Ахил држал робинки, пленел имот. Дали е таков Александар? Плутарх вели, кога тргнал сиот имот го поделил, а се заминал, има една гробница во Узбекистан, има македонско седло остатоци од војската, кои што направиле една импровизирана гробница, со испружени, расширени раце, се гледаат расширени прси, демек празни раце, и го третираат како гробот на Александар Македонски. Пораката која е? Тргна во поход со празни раце, подели све што имав од имотот, си заминав од овој со свето со празни. Значи, не е сребренивец, не е плячкаш, не е убиец. Ке го видите случајот со Роксана, во на прочуена свадба во Суза, кога 10.000 македонци се оженија со 10.000 персијанки. Тој не ја грабна со сила Роксана, туку ја побара нејзината рака, откако ја доби нејзината наклоност, отиде кај татко и од него да бара нејзината рака, а не насила. Познат е случајот со сопругата на Дари, неговата жена во Азија, која што ја заробил заедно со нејзината мајка и свитата. Еден од внуците побегнал и прво што Дари направил кога дошол кај него, прашал што е со неговата сопруга, што е со нејзината чест, дали е сочувана. Тој рекол да не се секираш, таа е примена со царско достоинство, со послуги и со сите други, а Александар не пружа рака на насилна на туѓа жена. Тогаш Дари ги изговори оние познати зборови, ако јас не успеам да се ја сочувам пријата, Аристотел нека стане, односно Александар нека стане владетел на Азија. Познат е случајот со Пор, и не само со него, тој сите водачи, сите војсководци, сите цареви, кралеви што ги победил, ако го прифатат неговиот концепт на универзална држава, кој што сега ќе зборуваме како најголема придобивка во антиката, тој го оставал повторно да владее. Меѓутоа бил брутален преку сите оние кои што ќе се огрешеле од законот, кои што ќе пофнеле по парите во државната каса, кои ќе пофнеле по честа на југледот на жената, по морал, тие биле најстрого казнувани. Смртна казна за нив бил немилосерден. Сега, додевме до едно централно прашање, да видиме што е грандиозноста по која што Александар го доби прекарот велики. Во светската историја има само тројца великани. Зборувам за вистински великани.
Инаку ги има многу си ја ставале додавката велики. Меѓу само тројица може да го носат епитетот великани на светската историја, кои што направиле нешто величествено за целиот свет, не само за својот народ. Такви се Петруш од Таурос, прекар Јустинијан, односно со прекар управда во латинска транскрипција Јустинијан, неговиот предок по права линија Константин Велики, кој што со Миланскиот едикт 313 година прв го воведе христијанството. Претходно заслугата на Петруш беше Корпус Јуре Цивилис, корпус на цивилното право во 4 дела, основа на сите правни системи во светот, и највеликиот тој е Александар со својата универзална држава на Обединети народи, во кој сите јазици, религии и беа равноправни. Сега се поставува прашањето како успеа Александар, така мала држава, со така мала војска, да освои толкав свет. Како успеа да победи 10-кратно поголеми и побројни војски. Што е тоа што го направи да денес се проучува неговото дело на сите војни академии ни светот? Има две врсти на одговор. Војниот, од областта на војните науки, ќе бидам краток за нив, да повеќе се интересирам за ова другото. Тој е брилјантен војсководец, сестрано образован, меѓу другото и во војните виштини, ги видовме, ги има најголемите и најдобрите учители, сестрано наобразуван, професионално обучени старешини, врни, професионална војска, која што секој дневно во подготовките имале и по 50 километри маршеви под пуна воена опрема, со исклучително јака храна, енергетски јака, да не набројувам сега. Концепт на спремање на војската направен со реформите на татко му Филип. Тој воведува наука во војувањето. Вклучува најголемите научници во империјата. Најмодерните офанзивни средства, најмодерните одбранбени средства. За фалангата не треба да збориме. Уникатна е и сарисата 7-метарското, повеќе од 7 метри копие, во комбинација со исклучително спремната пешадија, тоа е флангата и коњицата, со различна тактика при секоја битка непредвидливи, тешко некој дека ќе може да ги победи. И има нешто што е само како индикација, меѓутоа сакам да го спомнам. Овде некои го имаат слушнато од професорот Аристотел Тентов. За жал не е меѓу живите, на релативно млад се разбори и замина од овој свет, кој што откри во книга од Британија од 1917 година печатена во Лондон, походот на Александар од аспект на погледите на персиските автори. И еден детал ми остана, за жал не доживеа Тентов ова да го додени, да го напише во книга и да го објави, дека Александар на чело на војската носа огромен оркестар од 2 инструменти. Овде имаме и врвни играорци. Кога ќе кажам описот на инструментите, веднаш ќе го разберат. Велат дека ни ги донеле турците. Меѓутоа во персиските извори во оваа книга стои дека на чело иделе огромен оркестар со голем број на барабани. Внимавајте, но многу поголеми од барабани. Не се чукало од озгора, туку барабани свртени наопаку и се тропало со 2 дрва, едно подебело, едно потенко. Тапанот и пискави дрвени свирки
зурлите. Треба ли некој да не ви објасни? А велат, нашава наука ни ги донеле турците. Зошто? Правев консултации, не можев да дојдам до израз. Толку биле учени, толку биле навредени со промена на ритмовите, внимавите, влијаеле на психата на противникот, ги фрлале во депресија, во паничен страв. Нешто што го знаел Хитлер и преку неговите врвни музичари, мислам дека беше Вагнер или некој друг, ќе ми просат, не сум. Добро, Вагнер се обидувал да проникне во таа работа. Еве зошто Александар со помалу бројна војска го освои сивиот свет и победи многу помокни и побројни војски. Втората причина за неговиот успех, што му помогна, е неговиот концепт на државно уредување уникален, уникатен. Нити имало пред тоа таков, нити до денес е повторен. Систем во кој сите народи, сите јазици, религии се рамноправни. Ги признал. Тоа е држава во која се презирало робството, внимавајте. Се презирало робството. Се презирала лагата и сребролюбието. Казано дека не бил сребролюбие, све поделил, нити пак нешто грабал. Сите трезори што ги освоил од тука до Индија, не ги зел за себе и не ги донел во Македонија, ни ги вложил таму. Тој е најголемиот светски градител, изградил 70 градови, градил пристаништа, патишта, системи за наводнување, ги обновил сите храмови што освојувачките народи ги разрушиле, театри, библиотеки, музеи. Најголемиот годините на неговото владење и неговите наследници, 300 години, се најпросперитетните во историјата на човештвото. Тргна со војска од 40.000 војници, се врати со 120.000. Значи, 2/3 беа регрутирани од тамошните, од победените народи. Толку беше силен во мојта на својата идеја заснована на човеколюбие, на љубов и почит кон другите, што тој регрутираше војска, ги обучуваше на македонски начин и ги вклучи во својата војска. Позната е негова, запор ви кажав, позната е неговата во свадба и затоа реков да не повторувам во кој израз доаѓа човеколюбието и неговата честност. Е сега најважната работа. Објавени се неговите планови. Тој во Индија гради 800 кораби, пола од војската ја враќа по морски пат, пола иде по непристачни предели. Договорот е да се сретнат во Бабилон или Вавилон, како сакате. Таму го прават договорот, Неарх со 800 кораби да иде да заобиколи Африка, а со нови 1000 кораби од север да се заобиколи Африка, да се освои, кај Гибралтар, кај Херакловите столбови да се сретнат, да предат во Европа, откако ќе освојат Европа, да направат најголемата свадба позната до тогаш, во која што ќе бидат склучени бракови меѓу мажите и жените од сите 3 континента и да се објави крај на робството, крај на војните. Јас сега прашувам, кој од античките народи не би сакал да живее во таква држава, кога сите народи стрепеа некој да ним влезе со војските, да ги опрачка, да ги запали посевите и куќите, да им ги грабне жените и децата за робови. Затоа најголемиот дел од народите кон кои тој тргна му ги отвараа портите. Некои сами го повикува. Затоа тој лесно го освои светот. Сега ова не е поволно за денешните воени профитери кои не сакат да слушнат за овој концепт на владење. Некога живеева од класично робство, сега од модерното, од неоколониализмот. Видите што се случи само кај нас по распадот на Југославија. Кај отидоа најмоќните фирми, банки, пошти, телекоми, електростопанство, нафтен бизнис. Све во рацете на воените профитери. И ден денес не тормозат. Ние и ден денес го плаќаме
цехот на универзалната држава на Александар, за која Западот не сега да чуе ниту збор. И со еден збор, значи, Александар, еве како го освои светот. Со силата на својата идеја, со силата на човеколюбието и љубовта. Сега, овој негов концепт ќе стане основа, еве го кажа и моите колешки, мислам дека Билјана го кажа, ќе стане основа на една нашата религија, христијанска, во цел свет, кај нас христијанска, критизираната варијанта се користи. Ај погледнете што е основата на нашето христијанство. Па како и кај Александар, љубовта. Погледнете го Декалогот, 10 Божи заповеди, 10 изрази на љубов. Првите се посветени на Бога, вторите на ближните. Ближните се сметат сите луѓе, сите народи во светот. Со еден збор, религијата на љубовта. Каде ја црпеше Александар оваа идеја? Што го потикна на ова да направи таа уникатна држава неповторена до денес? Ја црпеше тајната ја открива златното ковчеже и тајната што се криеше во него. Беше воен плен, му беше подарена од неговите војници или старешини, меѓутоа во него не чуваше драгоценности. Ги чуваше Хомеровите епови дар од Аристотел. Негов идол беше Аристотел. Темата на Хомер, извинете. Темата на Хомеровите епови, Илијадата и Одисејата, се всушност две теми. Војната и злото што го носи војната, и втората тема е љубовта. Значи, првата е војната, која носи, меѓутоа, која носи зло. Внимавајте, кога ќе внимателно прочитате Илијадата, војната носи зло и за победниците и за победените. Во Илијадата зборува за злото што ги стекна жителите на Или, 10 години обсаднуван, разрушен, запален, дел од жителите убиени, дел протерани, дел однесени како робови. И самиот назив на Илијадата ја отсликува содржината Илијада. Или е градот, јад, тага, злостор. Јадовите на Или. А во Одисејата ги објаснува страдањата на победниците низ патешествието на Одисеј, кој што 10 години талка поморињата, фрлан од бури, од несреќи, од ова, од она и десеткуван се враќа на родната и така. Значи, зло донесе војната и за победниците и за победените. Втората тема е љубовта. И тоа онаа забрнетата меѓу тројанскиот принц Парис и спартанката, најубавата жена во древниот свет, Елена. И сега, ајде прочитајте вие генералната порака кога ги поврзете од овие две теми што ни ги упатува Хомер. Немојте да војувате, војната носи зло и за победниците и за победените водете љубов. Тоа беше мотивот што го потикна Александар да го направи овој поход, да плануете да дојде тоа посадна војна и откако ќе настане тоа обединение да се стави крај на војните, крај на страдањата. Тоа може да направи човеколюбец кој во себе има љубов. Тоа е она што само ние македонците денес го имаме и поради тоа што страдаме. Рековме дека е основа на христијанството. Ова доказ има колку што сакате. Го спомнав Декалогот, ја спомнав концептот на државното уредување. Сега ќе го спомнам најстариот мит за настанокот на светот, запишан од најголемиот познавач
и со ова веќе сакам да завршам малку одолжив, меѓутоа болна тема ми е Александар, што да правам, ќе ми простите, се надевам не бев досаден. Нестариот мит за настанокот на светот, пелазгиски имам, тоа е Роберт Грейс, најпознатиот митолог, 50 години работи на античка грчка митологија. Не знаев што запишал, иначе ова би го исвалил веднаш од својата книга. Во тој мит пелазгиски од планината Олим, за која што сите автори велат дека е македонска, грците првпат се качуваат на Олим 1913 година. Никогаш пред тоа, прво се вели во тој беше таа големата мајка, родителката, создателката, па сама без никого родено и горниот Гуран, би рекол Васил Лјов, они го викаат Уран, а за нас тоа е секогаш сонцето, создателот, творецот е сонцето. Сонцето дава живот. Па вели се спои или се вкрсти со него. Резултат на тоа вкрстување е сета жива и мртва природа, сите животни, сите луѓе на планетава Земја. Тоа е резултат на вкрстувањето. Затоа крстот е најстариот символ на македонската земја. Душко Алексовски, најголемиот познавач, Тодор Петров многу добро го знае, еден од најголемите научници на 20 век е прогласен во светски рамки, најде 400 крстеви сите од неолитот. Поради овој мит и поради се друго, тој е основниот символ на древната македонска држава, преточен и во христијанството. Дали некој од вас ќе се присети кога ќе му спомнам мозаикот од Неаполис, на која што е представена битката Каис, на која што Александар на рамото го носи крстот. Што мислите, случајно е? Тој не бил учен. Еве ги учениците тука се на Аристотел, ќе ви кажат, на каменот од Розета стои запис на ремењата на хероите да се навезе крстот. Еве зашто Александар го носи. Меѓутоа на тој камен од Розета стои дека македонците себе си се сметале за потомци на Божјата мајка, на Ма или како не е битно, и потомци на на водачот, на творецот, на создателот. Гледајте, машкиот и женскиот принцип, патриархатот и мархијатот во најстариот мит за настанокот на светот, на каменот од Розета крстот го носи Александар. Сега, има уште една работа која што ја откри Наде Проева во својата книга Религијата на античките македонци, во која што го представи најраспространетиот бригиски мит за Макета Матера, Божјата мајка, создателката, родилката, тоа е секогаш земјата, и Ати, без се на крај не може, Атис, а кога ќе го исорлиш тој префикс стигмата, што не е буква, него е безгласен знак со бројна вредност 6 и знак за разграничување, тоа е Ати, Ате, Ата, Тата, Ате, Тате, Ати, Тати, како сакаш крстиво. Тоа е создателот, нашиот творец, оној горниот. И вели, Ата, творецот се ставил во храмот на големата мајка, внимавајте сега, најзначајниот податок, што све ни открива Наде. Вели се славил до крајот на старата ера, кога бил превземен во христијанството. Деновите на славењето било 25 декември раѓање, 3 дена после раѓањето на Сонцето, треба неколку дена од 21 декември до 25, 22 март умирање, 25 март воскреснување. Приметувате некоја сличност со датумите наши? Рожденство Христово, умирање и воскрес. Со таа разлика што денес се различни датумите на умирање и воскреснување. Во антиката го славевме Отецот Сонце, сега Божиот Син, повторно Сонце. Кој има Библијата, не го отвори Евангелие по Јован 8.12,
Исус за себе вели, јас сум светлината на светот. А светлината на светот не е ни лампа, ни кандило, нити свеќа. Сонцето. Го славевме Отецот Сонце во антиката, денес го славиме Божиот Син. Повторно, Сонцето. Крстот има два елементи. Хоризонталниот дел од крстот, буквата А во древно-македонската азбука. Еве ги. Ке го потврдам. Женскиот принцип, земјата, родителката. Вертикалниот дел од крст, машкиот принцип, создателот, творецот, буквата И во древно-македонската азбука. И се чита Ија. На древно-македонски потврдено на каменото држета земја. А нама не било која. Земја на првата и на првиот. Еве Македонија чие име носи. На првата и на првиот. И да завршам со глаголицата. Првата буква од глаголицата е крстот. Што мислите случајно? А знаете ли што случајно символизира? Го символизира созвездието Сигнус на латински во превод лебед. Во нашиот јазик познато како голем крст. Се наоѓа на северното небо и никогаш не заоѓа. Внимавајте, буквата А никогаш не заоѓа созвездието голем крст. Ни ноќе, ни дење, ни зиме, ни лете. Дење го гледате со телескоп, ноќе со голо око. Првите 9 букви од глаголицата се 9 созвездија од северното небо кои што никогаш не заоѓа. Еве како Македонија си го обезбеди местото во вечноста. Све што правеле, све што работеле, све кодирале. Можат да не ништат, можат да не брижат, можат да не реагираат, да не намеднуваат рамковни договори, да не намеднуваат преговарачки рамки, Лисабонски декларации, вакви такви договори, геноцидни как не можат да не измешат. Созвездијата нема да ги измешат, и овие кодови нема да ги измешат. Затоа е Македонија вечна. И ќе остане вечна. Никогаш северна, само Македонија. Благодарам. И презентирам еден дел од мојата книга Бесида со Александар Македонски. До моето прашање до Александар на нас да видиш во мојата книга Беседа со Александар Македонски раскажам еден дел кога јас ми се обркам на Александар го прашам Александар како си, како се осеќаш сега? Тој ми вели многу полошо него додека болju. Зашто го прашам? Вели мислев дека го сутрат племето кој што го уби мојот татко Филип. Меѓутоа, место да го уништам, гледам дека сега тоа многу се намножува. Работи нон-стоп против Македонија ја уништува Филип. Тоа е комплетното членство на СДСМ. Работат нон-стоп. Кажеме на Александар дека не е истото племе од тоа време. Тие се утепали се. Мислел дека не го уништува, затоа што едно пратиме како нон-стоп се работи против Македонија и против македонци. Сака да се навратам уште не еден дел од една друга моја книга, Царскиот пат на македонците. Со векови македонците го граделе тој, сите цареви на Македонија го граделе тој пат. Зашто го граделе? Затоа што само на фалангата и требал широк пат, да може да се движи по тие патишта, да не иде по прти. Така да сите цареви на Македонија еден по друг го граделе тој пат. Дошли римјаните, го крстиле тој пат и сега цела Европа, цел свет го знае тоа се да друго име. Иначе тоа е правото име Царскиот пат на македонците. И благодарам за Благодарим, да.
Во име на Светскиот македонски конгрес ви упатувам покана за 35-тото генерално собрание, што ќе се одржи на 10 август годинава, недела, со почеток во 10:30 часот во големата сала на Советот на град Скопје. Тема на генералното собрание ќе биде геноцидот врз македонскиот народ и одбраната на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Истовремено во име на Матицата на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците од егејскиот дел на Македонија Битола, Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од егејскиот дел на Македонија Македон и Светскиот македонски конгрес, а под покровителство на градоначалникот на општина Битола, ве покануваме на традиционалната 54-та годишна семакедонска и линденска средба Трново 2025, што ќе се одржи на 2 август 2025 година, сабота, на ден Илинден, со почеток од 10:30 до 12:30 часот во дворот на Македонскиот православен храм Успение на Пресвета Богородица во подпелистерското село Трново. И крајно, во име на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од егејскиот дел на Македонија Македон, ви упатувам покана на традиционалната комеморација за одбележување на 76 годишнината од крајот на граѓанската војна во Грција 1946 или 1949 година и 77 годишнината од насилното прогонство на македонците од егејскиот дел на Македонија во 1948 година, што ќе се одржи на 24 август 2025 година, недела во 10:30 часот пред споменикот на загинатите македонци и грци кои биле лекувани од граѓанската војна во Грција во Катлановска бања. Со тоа свечената академија, посветена на 2381 година од раѓањето на великиот цар Александар Тете Македонски, заврши. Ви благодариме на вниманието и присуството. Ве поканувам сите заедно од Порта Македонија да се упатиме до споменикот на Александар Тете Македонски на плоштадот Македонија, ќе положиме цвеќе пред фонтаната и ќе направиме заедничка фотографија. До гледање.